Моника Илиовска-Кантарџиовска, раководителка на програма во Коалиција Сега и раководителот на Младинскиот центар Охрид Јован Цветковски. Јован ќе го слушнеме малку подоцна. За почеток, Моника, добар ден. Добар ден, Елена, добар ден и на сите слушатели на Македонското радио. Ви благодарам што сте денеска во живо и гласно со слушателите на Македонското радио, Радио Скопје. Ајде да слушнеме колку овој младински центар во Охрид за почеток е според европските стандарди за ваков тип места за млади. Колку има вакви центри во земјава досега отворени? Младинскиот центар Охрид може да кажеме дека е воспоставен во согласно со сите европски стандарди, имајќи во предвид дека и просториите во кои што се наоѓа се на повеќе од 250 метри квадратни, што нуди одлични можности за организирање и спроведување на различни младински програми и активности. Во Младинскиот центар Охрид работат тројца младински работници кои што во догледно време, односно во многу скоро време и ќе бидат сертифицирани младински работници согласно препораките и стандардите за работа на младински центар. И ни беше чест што бевме избрани за младинска организација која ќе го раководи центарот во наредните 3 години. И ќе се обидеме да воспоставиме квалитетни стандарди и добри пракси од кои што останатите општини ќе можат да учат, да споделуваат и да воспостават вакви младински центри. Колку има, се отвараат ли вакви центри во други градови? Има ли отворени? До сега во пракса и во функција се ставени 9 младински центри, од кои 4 се согласно Законот за младинско учество и младински политики. Освен во Охрид, функционираат во Куманово, Кавадарци и Велес, согласно законот, но уште пред да се донесе законот, младински центри се отворени и основани во Газибаба, Гостивар, Свети Николе, Центар и Чаир. И отпочнате процесот некада на почеток се да се воспостават центри во Битола, Виница, Пробишти, Пиштик. Но имајќи во предвид бројот на општини во државата, само 10% имаат воспоставено вакви младински центри. Сите имаат законска обврска согласно Законот за младинско учество и младински политики најдоцна до 2025 година да воспостават минимум 1 младински центар. Ги повикуваме сите општини да отворат место за младите, каде што младите ќе можат да го користат квалитетно своето слободно време, да творат, да го искористат својот креативен потенцијал, но и да имаат можност да добијат квалитетна понуда на неформално образование и информално образование, нешто што и Младинскиот центар Охрид го нуди. Кажете ми, финансискиот момент е на општината, финансирањето на Младинскиот центар? Да, овие кои што ги спомнав центри, кои што се воспоставени согласно закон, се финансирани од локалните самоуправи, додека останатите кои што беа претходно воспоставени се воспоставени со донаторска поддршка. Општината има обврска да издвои средства од својот буџет за да го воспостави центарот и да истиот функционира. Затоа, може би, дел од општините се уште не се спремни да го воспостават центарот, но веќе треба да почнат да размислуваат, да одвојуваат средства во буџетот за младински активности и младински програми, не само поради тоа што е законска обврска, затоа што младите имаат потреба од вакви сервиси кои што општината треба да ги обезбеди и во таа насока се надеваме дека општините повеќе ќе почнат да размислуваат не само за основните базични активности кои што ги дават и пружаат услуги, да почнат да размислуваат за отварање на сервиси кои што се во интерес на младите, секако почитувајќи својата законска обврска, но повеќе во интересот на младите да отворат простор и место каде што младите ќе можат да го поминуваат своето слободно време. Повторно ја за парите. Простете, ќе ве прекинам. Дали тоа значи дека од општина во општина различен ќе биде буџетот за поддршка на ваквите сервиси, на ваквите центри за млади?
Да, општината Или одлучува унифицирана колку- сумата од буџетот, значи Не да е знаат унифицирана. општините дека за млади треба да издвојат толку. Во законот има одреден процент кој што треба да биде генерално за сите младински активности, кои што се спроведуваат во општината, кои што на годишно ниво треба да имаат законска обврска да го издвојуваат. Но колку од тие средства ќе посветат на отварање на и воспоставување и функционирање на младински центар е одлука на самата локална самоуправа. За среќа, општина Охрид беше отворена да издвои повеќе средства кои што ќе бидат на сметка на функционирањето на младинскиот центар и целосното опремување на центарот, сите 6 простории кои што се дадени на користење, се реализирани со средства од општината Охрид. Се надевам дека и другите општини ќе имаат слух за младинските активности и ќе знаат да препознаат која е потребата и кој е бенефитот за младите, за да издвојат повеќе средства во своите буџети и повеќе од оној лимит минимум кој што е назначен во самиот закон. Сега зависи од големината на општината, зависи од буџетот со кој што општината располага. Од тоа ќе зависи колку средства ќе бидат дадени на располагање. Ние сме среќни што и самите простори кои што ги добивме, исто од општината Охрид, кои што ги одвои за центарот, се доста добри, репрезентативни, значи репрезентативни, вршат работа голема. Да. Да, и токму поради тоа можеме да кажеме дека сме во тек и во согласно со тие европски стандарди, од она што сме ги посетувале доста младински центри преку различни студиски посети во Европа, условите кои што ги нудат и програмите кои што ги нудат, одговорно може да кажеме дека младинскиот центар Охрид е еден од ретките, ако не и единствен, кој што има такви услови во кои што младите охриѓани, младинските организациите за млади од Охрид ќе имаат можност да ги користат и да го искористуваат својот потенцијал, но и да работат на развој на личниот, социјалниот и професионалниот развој на младите од Охрид. И сите организации кои што се заинтересирани, но и институции кои што се заинтересирани да спроведуваат младински активности и чија целна крајна група се младите и бенефитот го имаат младите, како младински центар Охрид сме отворени и можат слободно да ги користат, имаме посебно барање за користење на просториите и тоа е сосема бесплатно. Се во интерес на младите, младинските организации, организациите за млади, за да можеме да вложуваме во младите и во развојот на младите. Ви благодарам, Моника, за овој разговор, за програмите што ги нуди Центарот на млади во Охрид. Ке слушнеме помалку од Јован Цветковски. А вам ви пожелувам убав и успешен работен ден и се слушаме, се разбира. Ви благодарам уште еднаш, се слушаме. Тоа беше Моника Илиовска-Кантарџиевска, раководителка на програма во Коалиција Сега, а ние помалку го слушаме Јован Цветковски, раководителот на Младинскиот центар Охрид. Да, Македонско радио, Радио Скопје, емисија во живо и гласно, 21:41 од Прилеп, каде што е седиштето на Коалиција Сега. Одиме во Охрид, разговарам со Јован Цветковски, раководител на Младинскиот центар Охрид. Јован, здраво, благодарам што сте во живо и гласно денеска. Здраво, ви благодарам за поканата.
Еве, ја слушнавме, Моника ни објасни некои работи околу стандардите и околу тоа колку вакви младински центри има во земјава, меѓутоа да почнеме од адресата. На која адреса се наоѓа младинскиот центар Охрид? Адресата на младинскиот центар Охрид се наоѓа на кај поранешната касарна Охрид, улица Радој Цановичич или од Кленое 7 лево. Колку Така, младите, што знаат ли добро младите попаднате, веќе, ве научија ли, знаат ли за вас? Па, полека, мислам, учат за местото, бидејќи толку време не беше во употреба овој дел од градот. Младите од претходни нормално средби по други, како што сме били организации, веќе знаат за работите кои што сакаат да се прават во Охрид, односно за барањата за еден ваков младински центар како што е овој, кој што е прв во историјата во Охрид, и сега баш работиме на таа програма на запознавање на младите со нашата работа, условите, остваруваме средби со младински организации како и училишни заедници, училиштата во Охрид, и тоа е првичната цел за да ги запознаеме младите, тие да не запознаат нас како ќе функционира центарот и да ги слушнеме нивните идеи. Какви програми ќе им понудите на младите, кажете ми, кои се овие први чекори, еве велите се запознавате, ги запознавате, меѓутоа што како програми треба да очекуваат и може да очекуваат младите од вас? Па конкретно сега за 2023 наредна година се прави програмата во овој период, но до тогаш веќе имаме и некои настани кои што веќе ќе бидат во нареден период организирани по барање на различни, да кажам, организации, институции, но она што можеме ние да го понудиме во наредните 3 години ќе бидат секако културно-забавни настани кои што ќе значат неформално образование за младите, обучување и подучување на младите, информирање за различни можности, менторство, советување, работилници, учење преку искуство кое што ќе се случува во слободно време, низ учество во забавни волонтерски активности, организирани од страна на младите, но и за младите. Така што сакаме и оставаме доволно простор и за самите тие да дадат идеи каде сакаат да се движи овој центар младински, бидејќи овој младински центар треба да биде на сите млади во Охрид. Тоа значи ќе им понудите проекти од различни области, значи и култура и може би нешто и за образование, зашто да не неформалното образование исто така значи сегмент. Да, значи и култура и работи кои што ќе им помогнат во секојдневниот живот, во нивното во одбирањето изборот за нивната наредна професија. Ќе има конкретно наредна недела настан за кариерно советување кој што ќе биде доста важен за младите кои што се сега, да кажам, матуранти, па кај што треба да бираат каде сакат да продолжат, така што не се ограничуваме во една област, сакаме буквално се што можеме, што ќе имаме како услови да го понуди овој центар. Исто така сега за брзо треба да биде во употреба и нашата веб страна на која што ќе има и различни информации од стипендии до можности за вработување на млади, различни обуки од различни области, бизнес и претприемништво и такви работи. Така. Може би малку и околу менталното здравје, навистина, може би советувалиште, некој психолог за разговор, да имаат некоја катче каде што може да си ја кажат и мајките, може би. Знаете. И тоа е многу битен сегмент. Многу е важно, баш вчера разговаравме на тие теми, бидејќи по така 2 години светска пандемија знаеме дека многу работи беа скратени, но најмногу сето тоа влијаеше на менталното здравје, а особено кај младите кои што така се полни со енергија, беше спречено да одат на училиште или да посетуваат студии, да се дружат, да се социализират, и тоа е она што сакаме да го вратиме, да помогнеме нормално ако на некој му треба некаква таква помош, и сигурно дека ќе биде една од главните точки кои што ќе се насочиме за подобрување на менталното здравје на младите кај нас во Охрид, но зашто да не и пошироко со различни програми.
Јован, благодарам за разговорот. Верувам дека младите од Охрид со нивната енергија ќе најдат место всушност во вашиот центар, во Младинскиот центар Охрид, да ги развијат нивните креативни идеи, а вие ќе им помогнете преку различните проекти од најразлични области да се пронајдат некако себе си, бидејќи во тие години може би тинејџерски. Имате ли некое ограничување околу возраста? Под возраста млади, нели, не влегуваат само тинејџери од до, има ли нешто такво? Ако земеме по закон од 14 до 29, но ние не сакаме да се ограничуваме, така што ќе понудиме програми за повеќе возрасти, но исто така нормално и за повозрастни сакаме тука да идат и веќе се направени некои контакти, бидејќи сметаме дека искуството, размената на искуство помеѓу младите кои што се доста креативни и енергични со искуството на повозрастните кои што веќе поминале многу работи, ќе биде на добитна комбинација која што ќе помогне и на едните и на другите. И се надеваме дека ќе има добар резултат и ги покануваме да дојдат, да го видат центарот и да го користат, да ги користат сите можности, значи без ограничување, моментално и бесплатно нудиме да се користат и просториите и стоиме на располагање да помогнеме на сите. Благодарам, Јован, за овој разговор. Многу успех ви пожелувам, се надевам и на поинтензивна соработка натаму како ќе ги реализирате проектите со младите од Охрид. Благодарам. Ви благодарам. Тоа беше Јован Цветковски, раководител на Младински центар Охрид.